Додека јас сум градоначалник во Расадник, нема да се градат згради. Ова го вели градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски, кој ги негираше сите шпекулации и коментари кои вчера се појавија на социјалните мрежи, дека во овој дел од градот намерно бил подметнат пожар за да се изградат стамбени објекти. Ѓоргиевски вели дека ваквите шпекулации се смешни, затоа што тој е оној кој што уште на почетокот спречил да се реализира деталниот урбанистички план на поранешната влада на СДСМ и ДУИ, со кој се предвидуваше да се изградат 99 згради. Уште да биде потрагично и иронично, оние кои што сакаат тој дуб да го донесат, гледам дека се активирани нова прашање, пишуваат дека се палело за да се гради. Таму нема детален урбанистички план. Еве апелирам до тие душебрижници, слободно можат некој полјоделски производ да садат таму, така да таму е земјоделско земјиште, таму нема простор за градба и нема да се гради, јас одговорно тврдам. Јас сум тој ке потенцирам повторно кој што спречи изградба на 99 згради таму заедно со граѓаните. Ѓоргиевски вели дека во иднина ќе се заложи да се поништи штетниот дуб за Расадник и да се објави меѓународен конкурс и општината транспарентно да го води процесот. Вели дека ниту една било каква непогода нема да може да влијае против неговата намера, граѓаните заедно со експертите да го креираат и изберат новиот дуб. Ако во иднина нешто се гради на овој простор, тоа ќе бидат градинки, училишта, трговски центари или пак црква, вели Ѓоргиевски. Инаку голем пожар синоќа го зафати Расадникот во Кисела Вода, а како што информираше директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, во овој невообичаен шумски пожар среде град изгореа ореови дрвја, грмушки и трева. За среќа немаше настаната никаква материјална штета и немаше човечки жртви.